Јас овој резултат не го гледам само како гласање за враќање на ВМРО ДПМН, го гледам како гласање за Гордана Силјановска-Давкова. Погледнете ги резултатите во главниот град, погледнете ги резултатите во најголемите урбани центри во Македонија и ќе го видите земјотресот политички. Председателската кампања не е место за учество на премиер во кампањата секој ден, ниту за учество на министерка за одбрана, а уште помалку на министер за внатрешни работи. Иако не се парламентарни избори во прашање, тие треба да се однесуваат технички, зашто тоа се и мојот премиер и нашите министри. Значи, линијата меѓу државата и партијата е пречекорена. Второ, не треба да сте експерт по избори, особено не на Обединети нации, за да заклучите дека во историјата на европските избори од било каков вид се нема случено ваков колапс на легитимитетот, да изгубите за 18 месеци 40% од гласачите или нешто околу 200.000 гласачи е силно предупредување не само за пораст на председателските избори, туку и за очекуван пораст на следните предвремени парламентарни избори. Она што е шокантно исто така е после сето колнење дека нема да има ад хоминем кампања. Ние впрочем и потпишавме кодекс во Државната изборна комисија. Очигледно е дека уште денеска и вчера се чувствува таквиот начин на напад, како да толкувам иначе квалификација од типот на албанофоб.